Почитувани, како во сите скандали во кои има сомнеж за криминал, така и овој не поминува без вклученост во јавноста на името Зоран Заев и секако неговиот ученик и другар Венко Филипче. Јавувањето во јавност на Заев е директно погодување во центар и извлик на нервоза на Заеви, кои се фатени директно на лице место во медот. Заев лаже дека не гради во Дубај, а за тоа има јавни сведоштва и факт е дека Заев заедно со Филипче има златна виза и е добро да објасни врз кој основ ја добил визата. Филипче лажеше дека ќе бил доктор во Дубај и затоа добил виза, и Заев ли ќе оперира, па затоа добил виза. Факт е дека основоположник на бизнисот со марихуана во Македонија е владата на Заев. Околу 70% од запленетата дрога е на фирма која е во собственост на кадар од СДС, поточно човек близок на Заев. Дополнително, само во текот на вчерашниот ден во Струмичко беа запленети околу 30 тони дрога. Кој е лицето и фирмата поврзани со СДС? Станува збор за фирмата ЦБТ Медплант во собственост на Тони Котев, познат како Мкчев, кој е поранешен претседател на општинскиот одбор на СДС во Ново село. Поточно, формалната собственост на фирмата е кај неговиот син Христијан Котев. Мкчев е исто така познат како личност чии бизниси се поврзани со Вице Заев. Фирмата на Мкчев, кон Скопската фабрика каде стартуваше полициската акција за период помал од 6 месеци во 2025 година, има испорачано 19 тони марихуана, што е познато според документи. Почитувани, фирмата на Мкчев добива одобрение за работа во време кога владата ја предводеше Заев, а Филипче беше министер за здравство, поточно во 2020 година. ВМРО ДПМН и тогаш укажуваше дека лиценците за ваков вид на фирми кои одгледуваат марихуана за медицински цели се добиваа само ако некој е близок со Заев, а не ако исполнува услови пропишани со правните акти. Или, освен фирмата на синот на Мкчев, дозвола за работа тогаш доби и фирмата во собственост на синот на Боро Малборо. Од тука апелираме до јавното обвинителство да ја истражи и поврзаноста на Заев и Филипче со фирмата каде е заплената марихуаната. Дополнително, јавноста треба да добие одговор и зошто Заев лично се интересирал и се јавувал во државни институции, интересирајќи се за случајот со 5 тони марихуана запленети во Србија. Борбата со криминалот е јасна и ќе дојде крајот и на наркокартелот на Заеви. Ви благодарам, доколку имате прашања, поведете. Како ви коментирате најавите на Заев за тужба за климата за вас и партијата, демантирајќи ги информациите за марихуана? Најпрво да изјавам дека апсолутно немам намера, ниту чувствувам потреба да му се извинам на Зоран Заев. Напротив, очекувам Зоран Заев да се извини на целокупната македонска јавност за сите милионски криминали кои што ги има правено и да се извини за сите национални предавства и понижувања. Она што е индикативно во неговото излегување во јавноста е тоа што, иако демантира и вели дека немал никаква врска со овој случај со марихуана, сепак во тоа негово описание кажува дека ова било режирана драма и дека запленетата марихуана била наводно запленета заради несоодветно чување и складирање, со што директно се става во одбрана на оние кои што се осомничени во овој случај. Дополнително, Зоран Заев треба да одговори на македонската јавност, затоа што имаше јавни сведоштва за тоа како гради зграда 40-катница во Дубај и она кое што треба да го каже е дали и тој како Венко Филипче ќе оперира, па затоа добил златна виза за Дубај. Оваа нервоза на Зоран Заев е само доказ дека клопчето се размотува, дека обрачот околу Заеви се стега и дека наскоро ќе има правда во Република Македонија. ВМРО ДПМН продолжува со борбата против криминалот и корупцијата во Македонија.